На местото на во петокот разрешениот Меджити се предлага Илир Демири, а на местото на разрешениот Алиу се предлага Наим Байрами. Јас на вистина се уште не можам да разберам, па баш би сакала некој од Европскиот фронт да ми разјасни што Илир Демири како инфектолог ќе придонесе во техничкава влада, чија единствена улога и задача е да подготви терен за предстојните избори. Или како тоа Фатмир Меджити како невролог го попречи подготвувањето на следните избори. И дали воопшто вредеше стопирањето на Алиу да не си поднесе оставка ако не се процесуираат законите за јавна администрација, кога после нивното експресно поминување низ комисија, сега се разрешува. И конечно, дали било што од ова има врска со основната задача на техничката влада. Ако одиме по оваа нова владино-техничка логика, се прашувам зошто кога во минатата техничка влада ја разрешивте Расчела Мизрахи, на нејзино место тогашниот технички премиер не измисли ваква иновација и самиот да предложи нејзина замена. За жал, само прашања, а од ниедна страна не доаѓаат одговори. И не доаѓаат затоа што ги нема. Затоа што нема разум, ниту логика, ниту теорија, ниту хипотеза, ниту оксиморон, ниту не знам веќе што се не се изнаслушавме. Се, само не одговор со издржано образложение. Затоа слободно можам да заклучам дека само прогласениот Европски фронт и без испукан куршум би се распаѓа, ама вие некако како да не гледате или како да не сакате да прогледате. Додуша и не е без испукан куршум, ама оној кој требаше да ги следи куршумите и да ги гони стрелците, тој си се повлече од функција. Го создаде хаосов со личните документи и храбро се повлече. За жал, пак ќе констатирам, немоќта на овој Европски фронт прво да ги сочува своите редови, а потоа и да покаже барем минимум подготвеност, која цели 7 години не ја видовме, барем за последниве 2,5 месеци да ја видевме, еве како технички Европски фронт. Ниту европски, ниту технички, ниту фронт од вас не бива. Затоа во петокот никаде ве немаше. Никој ништо не кажа како причина зошто се разрешија Меджити и Алиу, а ниту денес не гледам дека некој може или сака да ги пофали Демири и Байрами. Дали се изморивте од седење или се изморивте од молчење, стварно не ве разбирам. Кај ви исчезна силата? Кај ја истрошивте енергијата? Па вие 7 година како се загревате, а веќе се изморивте. Или не смеете ништо да кажете? Се плашите да не ги испофалите Демири и Байрами случајно, па за 10 дена Џафери да ви даде друга насока. Додуша Џафери во оваа улога, како што слушнавме во петокот, само подпишувал, а друг му ги давал насоките. Ама тој си избра. Дури и да ми паѓа жал кога го гледам спроти како непријатно седи, за разлика од позицијата кога седеше ваму горе, па кога се изживуваше со нашето време и со нашите деловнички права, па кога ни велеше дека тој одлучува, тој прекинува, тој почнува, тој и само тој. А бидејќи во Собраниево, ова европјаниве, особено овие од срединава, се уште му го имаат стравот, па се обидува во петокот и контрареплика да му овозможат, не баре е пратеник, а не технички премиер. Знам дека треба да им е непријатно, ама не име. Како да уживаат некој да им наредува, на некого да му се подчинуваат. Е токму таа нивна понизност и сервилност денес не доведе во оваа незавидна положба. Денес Македонија стана некој си резерват и замислете која иронија, виновниците се пофалија дека тие нашле решение за истово. Денес во гостиварската болница од 10 доктори и 10 медицински сестри, ниту еден македонец не е вработен. Истово и во Куманово мислам дека е случајно, ама и за ова, како што кажав, највиновни се понизниве колеги од средниот ред. Повторно да се изначудам со разрешувањето и предложувањето на нови министри за здравство и информатичко општество. Не можам да сватам која ви е поентата. Да покажете сила или да докажете дека не знаете што треба да сработите, па ова ви дојде како добре дојде. Првиот месец ќе разрешиме и назначиме 2 министри, следниот ќе смислиме нешто слично и во третиот веќе ќе нема време за ништо. Да ви кажам најискрено, од вас и никој веќе ништо не очекува. Луѓето ги бројат деновите и едва и чекаат да ве снема од власт. Ако кроите планови како да го надитрите народот,
не мачете се залудно. Подобро ништо не работете и одмарајте уште некој ден по кабинети и канцеларии, возете се по службените автомобили и каснете по некој скап ручек на државна сметка. Кај отишол конјот, нека оди и оглавот. Преседнати сте им на луѓето. Не знам дали и колку сте свесни за тоа. Не знам кој ве билда и ве лаже. Барем не го плаќајте за тоа. Удрете на лабаво сега, барем на крајот. И онака вашата крчма е раскрчмена, а уште не беше скрчмена. Откако стапивте на власт, еве и до самиот крај, само скандали и скандали, само афери, криминал и корупција. Само тоа се виде во ваше време. Никаков проект, никаква програма, никаков план. Впрочем, и не може некој да очекува последните 3 месеци волкот, кој 7 години си го дебелел вратот, сега да си го смени крзното. Јас знам за поговорката која вели дека волкот има дебел врат затоа што самиот си ја завршува работата и затоа немојте ни да помислите дека со тој волк ве споредувам. Вие само дебели джебови си направивте, а за работа не се фативте. И во овој контекст, да бидам искрена, најмногу ги жалам колегите пратеници од владеачкото мнозинство. Колку ли ви е дебела кожата, што 7 година овде ги трпевте, па дури и ги браневте срамовите и криминалите на волците од владата. Толку ли прагот за срам ви е снижен, па прифаќате ваква улога? Да седите тука од спротива, некој да ве повикува да зборнете по нешто, па макар и да одглумите, а вие да одберете да молчите и да веднете глави. По некој и да собере храброст да зборне, ама со кажаното уште повеќе ќе ја потврди вашата сервилност кон извршната власт, да бидам поконкретна, кон ДУИ. Истите вие, европските фронтмени, како ова го прифаќате, како на ова молчите и што впрочем спасувате? Европскиот фронт или техничката влада? Јас вас не треба да ве подсетувам, ама очигледно ќе морам, но најмногу заради јавноста. Има ли партија во овој парламентарен состав со која не искокетираа ДУИ и СДСМ, освен со ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија? Нема потреба да ги именувам, ама сите, буквално сите, освен нас, ги искористувавте онолку колку што ви беа потребни и потоа ги заменувавте со следни. Многу нечесно, многу некоректно. И сега на крајот од вашиот манипулантски мандат веќе и да немате резервни играчи. И никој не дозна кој ги предложи новиве играчи. Таравари, Села, Груби, Ковачевски, па дури ни Џафери, не кажа еве не е ни во Салава. Ако Меджити и Алију биле од Алијанса и не можело да има две опозицијски партии во техничката влада, тогаш Демири и Бајрами од кај се? Кој Фейсбук статус го прочита овој пат? Талат Џафери не е тука повторно за да ми одговори. Но помалку сте виновни вие од ДУИ. За мене повиновни се сите кои што им поверуваа на ДУИ и кои што сметаа дека можат да им се придружат и да ги совладаат. Во Македонија, ова криминално дуо на ДУИ и СДСМ може да биде совладано само од ВМРО ДПМН и коалицијата. Затоа ова криминално дуо со сите сили се бори од тој пораз кој неминовно и многу брзо доаѓа. Криминалците на СДСМ и ДУИ знаат што ги чека кога ќе паднат од власт и на нив не им е битно тоа што Меджити и Алију ги испорезилија во петокот, тоа што најверните нивни сопартици ги напуштија и тоа што народот веќе наглас се жали од нив и ги колне. Нив им е битно да се одржат на власт, па макар тоа да се работи за уште некој ден, месец или недела. Ова време им треба за да ги досредат незавршените криминали, да ги прикријат трагите, да ги изменат законите во нивна корист и профит, но и да подготват манипулации и предизборен подкуп. Но веќе сте прочитана книга и единствено што треба да се направи, тоа е да ви се случи народ. И ова не е повик за никаква револуција, туку е повик за излезност на избори и казна за сите криминали и корупции. Казна за ковидот, за Тетово, за Бесатранс, за онкологија, за Вања и Панче, за игри на среќа, за Бехтел и Енка, за Митилинеос и уште што ли не. Знам дека денес требаше да се зборува за Демири и Бајрами, но најмалку тоа зборуваше власта. Затоа јас ќе завршам со подсетување никогаш повеќе вакви антиевројци, вакви
антиевропејци и